Професорите кои се дел од политичката номенклатура умеат на прилично нетипичен начин да ја објаснат состојбата во државата, противејќи се на оценката која декларира мека варијанта на односи. Тие тврдат дека се е станато толку бесрамно, сурово и без љубов, што веќе не се знае кој со кого општи. Верувам дека тие кога зборуваат за Карпе Дием мислат на средишната страница на Вест, ако ви текнува, таму имаше некои голоти, а целата оваа политичка сцена наликува малку на еротика повеќе и на да не речем други работи. Не на порно личи, не еротика е нешто позитивно. Згрбчувањето на денот е парадигма за партии кај кој отсуствува идеолошка линија, чија платформа е тера инкогнита. А и покрај тоа што редовно се дел од управувачките структури, освен кадровски, никој ниту видел, ниту чул некои други нивни решенија. Оттаму е разбирливо кога јасно ги дефинираат позициите. Целата политичка борба во нашата држава е да се дојде на функција, на позиција и од таа позиција да се збогати тој што ќе стекне таа позиција. Тие што ја оствариле својата цел со право имаат можност на прецизен начин да определат улогата на нивната партија, ако doing business е парадигма за нивното делување, со оглед дека од стартап тие прераснаа во сериозен субјект. Не е ниту чудно кога тие сосем коректно го определуваат статусот кој го ужива организацијата во општеството. Ја првично за себе си не знам дали сум или не сум член. Дуи е демократска компанија. Причините за таквата положба на Дуи и на останатите лежи во многу фактори, од кои се чини најодговорно е премолчувањето. И добро е кога тој демократски дефект се признава, иако таквото поведение чини многу. И плюс години. Слушателите вика, Златев денеска си многу расположен за напад. Ја цел живот играм напаѓач, никад не сум играл одбрана од времињата кога го браневме. Не, до нова види ова. Како може да се биде на нечи брани кога е евидентно дека тој не ја врши улогата која му е доверена? Изгледа бескрено ступидно. Кога на собствена презентација не само што не умееш, туку ниту знаеш, а веројатно ниту имаш со што да се пофалиш. Не реконструкција, туку нов проект. Изградба. Јас сега не можам точно да сетам на која, бидејќи најмногу работиме, најчесто се фокусираме на реконструкција на оние објекти кои што веќе ги имаме од областа на култура. Затоа е важно да се има нормален природен тек и објаснување кое не може да биде извадено од контекст или, не дај Боже, да биде пресечено, а јавноста ускратена за информација. Неколку милиарди долари Путин ги плаќа луѓето во Западна Европа и тука и ние спаѓаме да работат за русите. Ајде овдека да побараме кратка пауза за реклама. И на крајот, со оглед на нивото на толеранција и домаќинлук, веројатно и ништо повеќе не може ниту да се очекува. Благодариме за гостувањето вечерашната емисија. Моето последно гостување. Добро. Горан? Во секој случај последно гостување. Затворањето на вратата не е решение, туку внимателноста, кога некому таа му се отвара.